Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ фалсификаторска се уште се нема извинато за ширењето лажни вести кои што го прави изминатиот период. Истрагата на Министерството за внатрешни работи покажа дека снимката со која манипулира СДСМ фалсификаторска датира од пред повеќе од половина година. Истото тоа го потврди и од фитнес центарот за кој што станува збор. Свесно лаже и свесно манипулира македонската јавност, нормално со една единствена цел за прибирање на ситни политички поени и дефокус од реалната ситуација која што ни се случува. Наместо СДСМ фалсификаторска да ја пушта свесно да се бламира јавно Славјанка Петровска и да продолжува да лаже како што и наредил незиниот шеф Зоран Заев за да му го испере срамот, треба да земат уште веднаш да им се извинат на граѓаните што ги лажеа за снимката која што ја пуштија во јавност. Почитувани на лагата и се кратки нозете. Граѓаните веќе гледаат кој ги лаже и кој ги манипулира. Штом лажат за една ваква снимка, замислете како лажат за грабежот што и го направија на Република Македонија изминатиот мандат. Прво, најмалку што може да направи во моментов СДСМ фалсификаторска е да се извини на граѓаните, на јавноста, на сите и да си го собере срамот, иако таква партија со такви луѓе нема срам никаков. Да имаа срам, одамна ќе беа повлечени пензионирани политичари. Второ, прашуваме какви структури на СДСМ фалсификаторска го следат председателот на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски, и дали тој и неговото семејство се предмет и цел на следење од структури на СДСМ фалсификаторска, кои што се закана за нивната безбедност. Ова е класичен хибриден режим во кој граѓаните се предмет на тортура од страна на власта на СДСМ фалсификаторска и Зоран Заев. Одговорност за ова, почитувани граѓани, мора да има и ќе има. Бараме одговорност за сите инволвирани и бараме кривична одговорност за сторителите на ова. СДСМ фалсификаторска е непресушен извор на лажни вести за собирање ситни политички поени. Нема ден, а да нема некоја нова лага што произлегува од нивната кујна и ја проследуваат преку нивните апологети медиумски. СДСМ фалсификаторска е синоним за лажните вести во Република Македонија. Извинување најмалку што можат да направат во моментов, но граѓаните веќе ја проценија каква фалсификаторска партија и политика водат СДСМ и верувајте дека ќе ги казнат на изборите кои да се случат. Благодарам. Повелете дали има прашања? И покрај ставот на председателот на Собранието, дека не може да биде свикана седница на парламентот. СДСМ велат дека нивниот став останува непроменет и дека треба да се одржи на седница на Собранието, со аргументи дека е неопходна потврда на одлуката за вонредна состојба, но и поголема контрола над работата на владата. Дали очекувате власта да посегне по други начини да го свика Собранието и како вие би реагирале во овој случај? Па дали власта ќе посегне по други алтернативни начини да го свика Собранието, тоа сепак ќе треба да се упати прашање до власта од страна на медиумите. Нашиот став останува непроменет дека Собранието не може да се свика и не може да се оди против уставот, бидејќи сепак се работи за поранешни пратеници. Тоа веќе го повторивме и неколку пати го нотиравме, но сепак не може да го разбере изгледа очигледно власти. Научена е константно изминативе години да го крши уставот и законите во Република Македонија. Она што е важно во моментов за ВМРО ДПМН е фокусот на кризата која што во моментов ни се случува здравствената околу пандемијата од корона вирусот и нормално закрепнување на економијата во Република Македонија, која што економија беше и онака разурната, но во моментов крахира заради кризата од пандемијата од корона заразата, но и сепак дополнително она за кое што се виновни СДСМ, тоа е грабежот од над 120 милиони евра за само 3 месеци од почетокот на годината, каде што мислејќи дека ќе има избори за да направат предизборен подкуп на граѓаните, ограбија и потрошија над 120 милиони евра и направија една огромна дупка во буџетот. Така да во моментов тоа е фокусот на ВМРО ДПМН. Најважни се граѓаните, здравјето и закрепнувањето на економијата на Република Македонија. Благодарам.